Четврток е 29 декември 2016 година. Започнуваме со вестите. Грипот зема замавка и по возрастната популација. На детското одделение се намалува бројот на хоспитализирани болни дечиња. Остануваат препораките на лекарите за спречување на ширење на вирозите и грипот, а тоа се консумирање на течности и избегнување на јавни собири. 4 нови случаи на заболени од грип се хоспитализирани на инфективното одделение во Штипската клиничка болница. Со ова вкупниот број на грипосени пациенти кои се на инфективното одделение се искачи на 18. Остануваат на сила препораките на лекарите за превенција против ширење на заразата од грип. Земање на витамини, витамин С, витамини од Б комплекс групата, полесна исхрана и поголемо внесување на течности, чаеви. Наспроти ова, согласно информациите од надлежните од детското одделение во Штипската клиничка болница, се бележи благ пат на хоспитализирани дечиња заболени од грип. Вкупната бројка на грипосани мали пациенти на болничко лекување сега изнесува 17, а пред неколку дена бројот надминуваше над 23. Студентите и вработените во Штипскиот универзитет донираа за средношколците со посебни потреби во училиштето Искра. Пакетите денеска беа предадени во училиштето. Вработените од Штипскиот универзитет Гоце Делчев денеска на учениците во Државното средно училиште за специјално образование и воспитание Искра им ги донираа собраните средства за лична хигиена. Дијана Насева од Центарот за односи со јавност вели дека хуманитарната акција Мала радост ја реализираат веќе втора година поред. Многу студенти, многу вработени се одзваа на акцијата и донираа средства за лична хигиена. На сите кампуси на универзитетот, исто така и во дисперзираните центри на УГД, собиравме средства за лична хигиена, при што горди сме на тоа што дечињата во предновогодишниот период ќе бидат израдувани од УГД со донации, кои што нема да застанат овде, бидејќи охрабрени од фактот дека нашите студенти и вработените на универзитетот, кој што е една голема институција во Штип, можат и сакаат да донираат, имаат големо срце, ние ќе продолжиме во таков дух хуманитарен да собираме средства. Директорот на училиштето Искра Маријан Арсов се заблагодари на големата донација од студентите и вработените на универзитетот, а пакетите со средства за лична хигиена на учениците ќе им бидат врачени на почетокот на второто полугодие. Поради грипот, над 90% од учениците отсуствуваат од настава, а останати се само 20 ученика кои ги примија донациите. Како информација, во училиштето голем дел од учениците се болни од грип, знаете дека е сезона на грип и заради тоа голем дел од нив веќе се заминати дома. Меѓутоа, службите на училиштето уредно ќе ја примат донацијата и уредно ќе ја подадат на почетокот второто полугодие, кога учениците масовно ќе се вратат во училишните клуби. Арсов истакна дека донацијата за учениците значи многу, бидејќи во ова училиште во кое има интернат се едуцираат средношколци со посебни потреби, кои пред се потекнуваат од социјално ранливи семејства и од руралните средини од источна и југоисточна Македонија. Се надева дека и другите македонски компании ќе го следат примерот и ќе донираат за учениците во училиштето Искра. Дедо Мраз во посета на Центарот за лица со интелектуална попреченост Порака ги израдува членовите со новогодишни подароци кои за нив ги подготвија пензионерите на иницијатива на Сдруженијето Цивитас. Дедо Мраз ги посети членовите на Центарот Порака, им врачи новогодишни пакетчиња на кои тие многу се израдуваа. Ова се случува прв пат досега, изненадувањето за нив го смислија пензионерите во градот и Сдруженијето Цивитас. Сигурно за нив ова е интересен нов настан, многу радост, бидејќи и они самите без разлика на попреченоста што имат, осеќаат дека некој се грижи за нив и мисли на нив. Ова нема да биде последна средба на штипските пензионери со членовите на Сдруженијето Порака. Напротив, ова предновогодишно дружење ќе прерасне во традиција. Досега овие дечиња не беа посетувани и тоа ние се договоривме да од оваа година па натаму секоја нова година ги посетуваме и подаруваме еден добар, скромен подарок.
Идејата да се донира за децата од порека ја поттикна Сдруженијето Цивитас. Пензионерите позитивно се одзваа на нашиот повик, донесоа Дедо Мраз и пакетчиња и други подароци за децата, така да децата се пресреќни. Знаеме да се радуваме на подароците и големи и мали. Е пораката која денеска ја испратија членовите на Центарот за лица со интелектуална попреченост, кои пред гостите што денеска ги посетија се представија со рецитал. Традиционално и оваа година Општинската организација на Социјалистичката партија во Штип донираше пакетчиња за дечињата со посебни потреби во основното училиште Ванчо Прке. Значи се надеваме дека ќе измамиме неколку насмивки на овие златни дечиња пред новогодишните и божикните празници и на тој начин да и ги честитаме новогодишните, божикните празници со желби за здравје, среќа и успех во живот. Голема благодарност за сите субјекти кои оваа година во престап на новогодишните празници на овие дечиња им ги разубавија празниците и им подарија новогодишни пакетчиња. Општина Штип ги додели наградите за најубави новогодишни декорации на објекти. Семејството Јосифови најубаво ја украси својата куќа, а наградата ја добива прв пат. Комисијата за доделување на награди за најубаво украсени објекти за новогодишните и божикните празници на Општина Штип денеска им ги врачи наградите на Универзитетот Гоце Делчев, ресторанот Лунгуров и на штипското семејство Јосифови. Портпаролот на Општина Штип Драган Ристов вели дека и годинава беа доделени награди за најубави новогодишни декорации на јавна институција, делове на објекти и на индивидуален стамбен објект. Се надевам дека ова награда ќе биде мотивација за граѓаните, бидејќи украсувањето не е на некој начин обврска, туку само мотив повеќе заеднички да придонесеме да имаме една одлична новогодишна атмосфера и амбиент во пред дочекот на новогодишната ноќ. Дарко Јосифов, кој ја доби наградата за најубава украсена куќа, вели дека целото семејство учествувало во украсувањето на нивниот дом, а за прв пат ја добиваат наградата од страна на Општина Штип. Ја украсувавме цела недела куќата и ова ни е прва награда. Представниците на најубаво украсени делове на објекти и јавна институција забележуваат дека веќе неколку години наназад ги добиваат наградите, а украсите им се купени пред неколку години, кои ги недополнуваат или добро ги одржуваат. Трета награда поред за најдобро украсен деловен проект. Имаме некои мали ситни промени, значи секоја година работиме на проширување на до плюс украсување, така да се надеваме наредната година дека ќе бидеме подобро украсени. Од името на ректорот на универзитетот и сите вработени на универзитетот би сакале да се заблагодариме на општината и на градоначалникот за тоа што веќе четврта година поред се препознава оваа институција како јавна институција која што придонесува за украсувањето на своите објекти. Ние оваа година немавме некаква сериозна инвестиција и трошење на средства. Тоа е опрема која што е набавена од пред 4 години. Се обидуваме добро да ја одржуваме. Наградите за најубави декорации на објектите се дел од програмата на Општина Штип за одбележување на новогодишните и божикните празници. Заштитете ги домовите од крадци. Не пиете алкохол ако возите и прослава без петарди. Полицијата и годинава предпразнично потсети дека превенцијата е најдобар начин да се избегнат проблемите, со цел празниците да поминат во најдобар ред, без нарушување на редот и мирот во градот. Од Одсекот за превенција во Штипската полиција и годинава со апел до возачите за време на празниците да не претеруваат со консумирањето на алкохолни пијалоци. Според статистиката на надлежните, алкохолот е најчеста причина што ја загрозува безбедноста во сообраќајот. Имајќи во предвид дека во овие денови има прекомерна употреба на алкохол, која е најчеста причина за нарушување на јавниот ред и мир и предизвикување на сообраќајни незгоди, апелираме до сите граѓани да не употребуваат моторно возило кога се под дејство на алкохол, а кога учествуваат во сообраќајот, тоа да го прават крајно внимателно, почитувајќи ги правилата и прописите од безбедноста на патниот сообраќај. Полициската пракса покажува дека за празниците работат крадците, затоа порачаа граѓаните пред да заминат на славење, добро да проверат дали ги превзеле сите мерки да се заштитат од непоканетите гости. Покрај тоа апелираме до граѓаните пред да ги напуштат своите домови, поради прослави и слично, да ги превземат сите неопходни мерки за заштита на истите од кражби и тешки кражби. Од Штипската полиција потсетуваат дека употребата на петарди и други пиротехнички средства е забрането со закон.
за да се избегнат последиците кои може да бидат опасни по здравјето на човекот, но и високите парични глоби што ги предвидува законот, граѓаните да се воздржат од нивна употреба за време на славењето. Реализираните проекти кажуваат дека Пробиштип ја имаше најуспешната година, забележа градоначалникот Тони Тоневски, кој сработеното го презентираше пред бизнис заедницата. На отчетот присуствуваше и премиерот Димитриев, кој најави нови инвестиции во рударскиот град Пробиштип. 2016 година е неуспешна година за општина Пробиштип е оценката на градоначалникот на општина Пробиштип Тони Тоневски, кој пред бизнис заедницата од општината, но и од регионот презентираше се што е сработено. Годината што изминува донесе асфалт во населбите каде што се газеше по кал, нови водоводни и канализациони мрежи и улично осветлување во сите населби, но и во селата. Реализиравме огромен број на проекти, речиси сите проекти што беа предвидени во програмата се целосно реализирани. Се надевам дека и 2017 година ќе има еден сличен интензитет како и 2016 година и сите проекти кои што веќе ги имаме ставено во програми за работа за 2017 година исто така ќе бидат целосно реализирани. Премиерот Емил Димитриев, кој живее во Пробиштип, вели дека најважно за граѓаните и рударите во Пробиштип е што токму во текот на годината се случи рестартирањето на рудникот Злетово, со што рударите се враќаат на своите работни места, а нивните семејства имаат екзистенција. Го рестартиравме во најкраток можен рок, на една квалитетна основа и можам да се пофалам дека сега веќе со работењето на новиот концесионер платите на рударите надминуваат над 50.000 денари за оние рудари кои што нели остваруваат подобри резултати во работењето, споредено со претходно кај што платите не надминуваа повеќе од 20.000 денари, значи од 20.000 денари зголемување на над 50-60.000 денари плати. Димитриев истакна дека годината што изминува на Пробиштип му ја донесе и новата инвестиција од 15 милиони евра, изградба на леарницата во новата индустријска зона Неокази, а која со работа ќе почне во јуни 2017 година и за почеток ќе донесе нови 280 работни места. Без разлика што ние имавме релативно, односно тешка година на државно ниво, Пробиштип сепак со поддршка од владата имаше една успешна година на планот на инвестициите, на планот на вработувањето, меѓутоа пред Пробиштип предстојат уште подобри моменти бидејќи имаме веќе известно отпочнување на нови капацитети, тоа е рудникот Плавица 2018 година, нови 300 вработувања, 200 милиони евра инвестиција. Општина Пробиштип признанија за 2016 година додели на фабриката за акумулатори ТАП-МАК, потоа на фирмата Булмак, која го рестартираше рудникот Злетово и на штипската фирма Актива. Денес во градската библиотека се одржа одбележување на Словена како од читалиште до библиотека. Настанот е дел од одбележувањето на 70 години од постоењето на националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев. 70 години постоење на националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев е јубилеј достоен за почит. Штипската библиотека има изворедна соработка со сите институции. Со оваа манифестација сакаме да изразиме благодарност до основните и средните училишта во нашиот град, секако и до градинките, кои што постојано се вклучуваат во сите наши проектни активности. Во текот на оваа 2016 година реализиравме проекти поддржани од Министерството за култура, а надвор од тоа уште плюс стотина афирмативни активности со цел доближување на книгата до сите целни групи читатели. Многу ни е важно бидејќи имаме поддршка од општината, од Министерството за култура, од универзитетот, секако од општина Карбинци, од советите на овие две општини, од јавните претпријатија во градот, од установите од областа на културата и веруваме дека на ваков начин афирмативно ќе продолжиме во целта книгата да биде буквално достапна за сите групи читатели. Во градот Пордисарот најпрво граѓаните се собирале да читаат во читалиште, а потоа се формира библиотеката Гоце Делчев. Денес во оваа прилика кога го одбележуваме овој јубилеј се потсетуваме и на почетоците на библиотекарството воопшто во нашиот град. Нормално библиотеката Гоце Делчев е практично континуитет на тоа. Зборуваме за првото читалиште дејателност која што во 1862 година Штип го добил во рамките на своето неделно училиште, но потоа прераснувајќи и создавајќи услови за развој на комплетно на
присуството на книгата во нашиот град се до денес, до една современа универзитетска библиотека со услови кои што се достојни за почит за времето во кое што живееме и потребите кои што ги имаат нашите граѓани. Трајко Пиков е првиот директор на Штипската библиотека. Тој директорувал во 60-тите години. Година кога библиотеката се наоѓаше во едни незавитни како технички, така и хигиенски услови. За време на моето директорување библиотеката се селеше во повечко згради, за да после на мој предлог, на моје идејно решение, програмски, се изгради оваа библиотека. Во рамки на одбележувањето 70 години библиотека Гоце Делчев беше отворена и изложба од цртежи во црна и бела техника, а настанот одеше под мотото од читалиште до библиотека. Советот на млади на општина Штип денеска одржа свечена седница. Младите задоволни од реализираните проектни активности во 2016 година. За до година Советот на млади планира да реализира уште поамбициозна програма. Амбициите минатата година беа до едно ниво, но нашите очекувања на висина се многу поголеми за наредната година. За прв пат во Штип минатата година успеавме да организираме Youth Exchange, каде што млади од цела Европа беа овде, се едуцира, се забавува, а околу 20 млади од општината замина низ цела Европа на различни тренинзи и курсиви и се надевам дека токму таа практика и токму тоа ќе го разбуди нивниот интерес. Наредната година еве уште сега аплициравме на различни проекти кои што пред се посветени за младите и да ги развијат нивните вештини и се надевам дека самите млади ќе бидат иницијатори на такви проекти и тие ќе аплицираат за истите проекти. Едукацијата секогаш ќе биде на наше прво место, бидејќи за нас развојот на една млада личност зависи токму од обкружувањето и токму од едукацијата која му се пружи и затоа и наредната година ќе се посветиме кон најразлични едукативни обуки, меѓународно искуство и можности за младите кои што навистина ќе бидат незаборани. Внукот ја претепал баба си во Македонска Каменица. Таа заврши во болница, а нему судија му одреди мерка притвор. Внук крвнички ја претепал сопствената баба. Немилиот настан во полицијата е пријавен вчера во Македонска Каменица, откако 22 годишниот внук од виничкото село Јакимово отишел во куќата на неговата баба во Македонска Каменица, нанесувајќи и тешки телесни повреди. Што точно се случувало во домот на 65 годишната баба на улицата Каменичка, не соопштуваат од полицијата, ниту пак информираа кој е мотивот што бабата ја хоспитализира во болницата во Штип. Кај пациентот лекарите констатирале повреди на главата, отоци на очите, посекотина и траги од давење на вратот. Од полицијата вела дека момчето е лишено од слобода, изведено пред истражен судија во итна постапка и најверојатно за него ќе следи мерка притвор. Невладината ЕХО од Штип денеска организираше форум на тема улогата на единиците на локалната самоуправа во превенцијата и заштитата од родово базирано насилство. Невладината ЕХО години наназад работи на проблемите поврзани со семејното насилство. Резолуцијата на Обединетите нации 1325 ги застапува интересите на родово базираното насилство. Мирот не се подразбира само како недостаток на насилство или отсуство на насилство, туку всушност мирот подразбира и безбедноста подразбира да се создадат услови за нормално функционирање, работење, вклучување на жените во сите процеси и во сите нивоа во општеството. Она што сакаме да го потенцираме на овој форум е всушност дека ние години наназад имавме национален акциски план за спроведување на резолуцијата 1325 на национално ниво и голем дел од врските потпаднаа и на единиците на локалната самоуправа. Се правеше една перспектива во однос на тоа што е постигнато, што доправа треба да се прави во оваа смисла и всушност дојдовме до заклучок дека најголем дел од она што е направено е во активности кои што се однесуваат на спречување, превенција и заштита од семејно насилство.
Граѓанските организации, иако скромно, сепак работат на проблемите кои го третираат родово базираното насилство, но советите и советниците треба да обрнат поголемо внимание како на едукација, така и на примена на законските норми. Има активности кои што се превземени заедно со граѓанските организации во однос на спречување заштита од семено насилство, кој што е секако родово базирано насилство. Има активности кои што се однесуваат на обука на вработените во градинките за родово сензибилизирање на персоналот, во однос на дел од резолуцијата, меѓутоа нема конкретно нешто кој што се однесува на резолуцијата 1325. Предизвици кои што остануваат се дека треба советниците многу повеќе да се вклучат во спроведување на активности кои што се однесуваат на оваа резолуција, па макар тоа да се обичи обуки, односно работилници со кои што тие самите ќе бидат запознаени со оваа резолуција. Денешниот форум ЕХО го реализира во рамки на проектот Јакнење на жените и девојчињата за одржување на мирот и стабилноста, а сето тоа е поддржано од амбасадата на Британија во Македонија, што го имплементира македонското женско лоби. Вести од спортот. На вонредното годишно собрание на Федерацијата на борички спортови на Македонија, што се одржа во Скопје, се избра ново раководство. За нов председател избран Бетин Вранези, заменик председател Дејан Богданов, додека Страшо Глигоров е избран за спортски директор. Исто така на собранието беа избрани управен одбор од 11 члена и надзорен одбор од 3 члена, а беа направени и некои измени во статутот. Ги следевте вестите на Ирис телевизија. Имајте пријатна вечер.